Почитувани гледатели, драги пријатели и трагатели по вредности, еве денес точно во 14-та емисија од втората сезона на Потрага по вредности. Оваа тема мислам дека е секогаш актуелна, а посебно во последно време, а еден од тие што ја актуализира е денешниот наш гостин Владко Ѓорчев, пратеник во Собранието на Македонија и татко на 3 деца. Се знае дека темата ќе биде поврзана со децата и семејството, а тука и мојот постојан соговорник и соуредник на оваа емисија, отец Ивица Тодоров. Поздрав до двајцата соговорници. Отец Ивица, долго ја подготвувавме оваа тема, но еве денес ја реализираме и се надеваме дека ќе биде интересна за нашите гледатели. И не случајно со оваа тема одиме по празнувањето на големиот христијански празник, раѓањето на нашиот Спасител, затоа што, како што и темата на нашата денешна емисија, децата како дар и одговорност, нашиот Спасител дојде во овој свет да ни дарува живот, но ние знаеме дека животот доаѓа преку нашите поколенија. Ако ги немаме нашите поколенија, животот ќе згасне. И нашиот Спасител благословува да имаме благословени семејства, кои ќе имаат благословени чеда, односно благословени деца, кои и понатаму ќе се радуваат на тајната на животот. И тајната на животот е најбитното нешто, брат Душко, во овој свет. Ако го немаме животот, ако ги немаме децата во ова наша Македонија, тогаш што имаме? Така. Владко Ѓорчев, ти посебно во последно време, последни неколку години, стана познат по тоа што секаде каде што стигнаш во медиумите, ја акцентираш оваа тема за семејството и за децата како вредност, посебно од христијански аспект. Како, да речеме, дојде до ова да биде твој избор како топ тема во твоето действување? Причините се многобројни, но самата причина која што е можеби носечка е таа според која ако го загубиме нашето семејство, тогаш ќе загубиме нашата држава. Така. Затоа што ако велиме дека семејството е најважно, дека децата се најголемо богатство, дека бракот е најголема вредност и животот, тогаш така треба да и да ги третираме. Затоа што ако самите ние не размислуваме за бракот, ако не се посветиме на бракот, ако не се посветиме на децата, ако не се грижиме за нив, тогаш што останува за се друго. И во ова современо општество во кое што се зборува за се, во кое што се коментира, во кое што се релативизира, во кое што се напаѓа или многу работи доаѓаат под прашалник, ако не се зборува за бракот, за семејството и за животот, за децата, тогаш никој тоа нема да го направи наместо нас. Ако не ги браниме бракот, семејството и децата, тогаш тие едноставно ќе се стопат во една контаминирана атмосфера која што ги нагризува, ги релативизира и ги става на некој место на кое што тие не треба да бидат. Така, отец Ивица, семејството, односно бракот е дефинират во Библијата така како што е, ти ќе ни објасниш. И мислам дека во овие времиња, вакви времиња, верувам дека немало. Никогаш не постоеле. Кај што се отвара ова прашањето за опстанок на бракот. Таков како што Бог го благословил. Така, ќе ни објасниш ли како е дефинирано во Светото писмо бракот, семејството, децата? Кога го читаме ние Светото писмо, ако треба и по милион пати ќе повторам дека Светото писмо тоа е Божјо откровение. Значи самиот Бог, творецот на се што постои, ни дава ова откровение, ни дава насока, ни дава прирачник. Тоа е многу интересно, прирачник, она што да биде при рака. Светото писмо треба да биде при рака. Затоа што кога ќе купиме некаков производ, било кој производ тамо за домаќинството, имаме прирачник како да го употребуваме. Светото писмо е прирачник како да го употребуваме животот. Како да ја употребуваме смислата на нашето постоење. Сега во овој прирачник од Бога е откриен. Значи не е донесен од некои човечки
Философи и мислители. Конференции разни или некаков консензус човечки, па да се договарат некои луѓе да кажат тоа и така. Значи, самиот Бог, самиот Творец го благословува бракот како заедница помеѓу маж и жена. Так. Значи, кога Бог го создал нашиот прародител Адам, потоа од него, од неговата природа, како соприродна на него, ја создава Ева. Хева на еврејски, што значи живот. Так. Значи, таа е она преку која ќе доаѓа животот во овој свет. И сега, многу интересен е етимолошки, ако етимолошки така го разгледуваме, терминот брак. Терминот брак доаѓа од обрач, од круг. Значи, тој совршен круг на надополнување го формираат мажот и жената, како две половини од една целина. Така Бог благословил, така Бог промислил. И на тој начин љубовта и животот продолжуваат во овој и ваков свет. И љубовта е најздрава помеѓу личности од спротивен пол. И сега, брат Душко, тоа е многу интересна работа, да спомнаме пред малку. Значи, никогаш во историјата не се поставувало тоа прашање да се редефинира бракот. А сега имаме идеолошки движења во светот, кои се силно подкрепени, кои сакаат да го редефинираат бракот, односно да ја редефинираат таа од Бога благословена заедница помеѓу мажот и жената. И сега, многу интересно, кои се тие идеолошки цели, кои сака да го редефинираат изворот на животот. Значи, тие идеолошки цели имаат за цел да потикнат состојба на смрт, првин духовна, а потоа биолошка во животот на човештвото. Затоа што ако се уништи бракот, ако се уништи односот меѓу мажот и жената онака како што Бог го благословил, тогаш, брат Душко, ние на какво општество може да се надеваме? На какви деца може да се надеваме? На каква иднина може да се надеваме? На каква Македонија може да се надеваме? На каква Европа може да се надеваме? Значи, јас ова не го упатувам како знак прашање само за оние кои се христијани или кои припаѓаат можеби на тој конзервативен аспект на доживување и вреднување на животот. Ова прашање го упатувам до секој наш граѓанин во Република Македонија. Па ако некој сака да го уништи бракот, ако некој сака да го уништи животот, па чекайте луѓе. Па тогаш која е неговата цел? Зар не треба сите ние да се побуниме? Па ние гледаме што се случува во Западна Европа. Ние ги гледаме, самите ние сме сведоци за последиците од редефинирањето на тоа што е брак и така натаму. Ние уште сега ги гледаме последиците во децата кои се усвоени во еднополови заедници. Страшно, тоа е патологија. Тоа е болест. Значи, ние како македонци, како патриоти, како луѓе кои колку толку, се не можам да кажам дека сите ние сме свесни за тие вистински вредности на животот, но јас знам дека македонецот знае што е негова суштинска вредност, а тоа е бракот. Тоа е вистинскиот однос меѓу мажот и жената. Вистинскиот однос помеѓу она заедница која е извор на животот и извор на како да кажам, на радоста. Без таа заедница, без мажот и жената, без децата, без животот немаме иднина. Така. Владко, ти како што нагласи, доста во медиумите се присутен со оваа тема за бракот, за децата, и интересно е дека ти како човек што се залага за развој на христијанските вредности, ја одбираш ова како срж на твоето действување. Тука е подготвувајќи се за емисијата, најдов еден цитат од Псалма 127 кој вели вака: "Ете, децата се наследството кое доаѓа од Господа. Потомството е награда од него. Она што се стрелите во раците на јунакот, тоа се синовите за младите родители." Гледаме што вели Светото писмо. Ти што велиш за ова? Па, доволно е да се види едно дете, доволно е да се прегрне едно дете, доволно е да се почувствува таа среќа, доволно е да се види таа милина во очите и секој е разоружен. Тоа е најголема вредност. Знаете, сите ние кој еден ден ова се ќе заврши. Значи, не знаеме дали Господ ќе ни подари на оваа земја да бидеме уште 1, 2, 5, 10 или 50 години. Не знаеме кога ќе ни чукне часот, дали ќе имаме 60, 70 или 80 години. Што ќе остане позади нас? Да, во ред е да имаме убави визит карти, на таа визит карта пишува
или не знам телефонот колку има пиксели, мегапиксели или какви биле чевлите, тоа е помалце важно. Тоа е буквално споредно. Оно што е најважно тоа е да подариме љубов, да подариме живот и после тоа, подарувајќи го тоа, да бидеме поблиску до Бога, да оставиме нешто позади себе, да ги воспитаме тие деца, да споделиме, да ги научиме да споделуваат, да имаат заедништво и на крајот на краиштата тие еден ден кога ќе бидеме ние на таа постала, кога можеби ќе заминеме на некое друго место, едноставно да ни биде срцето полно и големо. Да има синови, керки, снаи, зетовци, внучиња и така натаму. Ако треба да портретирам под наводници она што би ме направило среќен и задоволен, тоа би бил некој бадник, некој Божик, Великден, некоја слава или било што, кога ќе имам 70 на години, и околу таа маса да има многу луѓе. Значи да биде мојата прекрасна сопруга со мене, да бидат нашите дечиња, како што реков, снаи, зетовци, многу внучиња, па тогаш на таа маса да биде дај ги шпагетите, чеки, еве ги компирите, дај го кетчапот, каде е киселата вода, значи тоа да биде една полна трпеза која што нашите срца ќе ги направи волку големи. Значи и тогаш се е релативно, кога си бил помлад, дали си спиел 1 или 2 часа помалку, дали си имал 1 или 2 средби во текот на денот повеќе, или ако се требал децата некаде да ги однесеш, или ако се требал на доктор да ги однесеш, или ако се требало да ги лечиш, или така натаму. Пак ќе речем вреди, навистина вреди, затоа што нема цена тоа и тоа е вистинска порака и така ќе покажеме дека сме приврзани до она што едноставно мислам дека и сите се согласуваме, тоа е дека децата се нашата најголема болест. Така, сепак ти по професија си политичар. И политичар доаѓа од полис. Значи тоа е град каде што политичарот е еден вид татко. Не само на собствените деца, туку на пошироката општествена заедница и тој треба да се грижи, нели, за сите што го фаќаат тој полис и политиката се гради врз принципи. Тоа како во последно време да се заборава. Јас мислам дека си ти еден од ретките што упорно и цело време ги нагласуваш тие христијански принципи, христијански вредности на живење во општеството. Тоа се универзални вредности, значи кои што се христијански, но исто така кои што ги има и во другите монотеистички религии, но она што јас сум должен да го правам и да го третирам, тоа е како избран член на законодавниот дом на македонската држава, јас сум должен да се грижам и да размислувам за еднината на македонската држава. Така. И ако македонската држава има намален наталитет во текот на 30, 40, 50 и 60 години, значи 60 години ние одиме надоле и надоле со бројот на родени деца, тогаш, ако сме одговорни, треба тоа да го констатираме, да го кажеме, да го анализираме и да преземеме нешто врска со тоа. Значи, не само да преземеме нешто на макро ниво, туку и самите ние да едноставно пратиме порака кон луѓето и кон народот. Затоа што ако го промовираш семејството, ако зборуваш за сето тоа и така натаму, треба да го практицираш тоа во својот живот. Значи, се обидувам колку што може повеќе, значи да го практицирам во својот живот, да бидам тука за моето семејство, за мојата сопруга, за моите деца, да бидам верен и приврзан на ветувањата кои што сум ги дал кога сум ја ставил оваа бурма и овој прстен, значи ветување кое што сум го дал и пред моето семејство, и пред низиното семејство, и пред Бога. И тоа се ветување и завети кои што треба да имаат улога во нашите животи. А ќе се навратам на она што го кажав за македонската држава. Значи, нема држава без народ. Нема држава без народ. И секоја стратегија, секоја политика е
бесмислена доколку нема лична одлука на поединец. Значи, во врска со прашањето на семејството, децата и наталитетот, сите стратегии се попусти доколку самите ние не се одважиме да речеме чекај, семејството, децата, иднината, внучињата. И уште еднаш ке речем, значи, одговорот е во сите нас. Одговорот е во сите нас. Самите треба да размислиме каква сакаме старост. Дали сакаме старост во која што, уште еднаш ке речем, тоа е личен избор, во која што ќе бидеме сами, во ред, тоа е легитимно, значи, но треба да бидеме свесни за плодовите и за последиците на нашите избори. Значи, дали во нашиот слободен избор, се е слободен избор, дали во нашиот слободен избор ќе добиеме исход кој што ќе значи една старост без многу заедништво или пак некоја старост која што ќе значи топлина, грижа и љубов. Јас им посакувам на сите да бираат внимателно, да бираат мудро и да бираат со она добро срце и добра мисла која што ќе им ги наполни срцата. Така, Владко во своето излагање го спомна зборот Завет, а Светото Писмо се дели на Стариот и Новиот Завет. Би сакал за нашите гледатели од Ецивица да им кажеш како е третманот на семејството, на децата во Стариот и во Новиот Завет. Таму има, да речеме, мене колку што ми е познато, брачен пар што немале деца се мислело дека се неблагословени. Да, во Стариот Завет, да. Од Бога, и тие на некој начин биле подценувани. Таков е примерот со светите оци Јоаким и Ана, Захари и Елисавета, значи Аврам и Сара. Аврам и Сара, да, исто така што, значи многу стрикно таму е тоа дека тие што немале деца, како Господа кренал раце од нив. Меѓутоа има така, решение за тоа. Во духот на животот и целта на Старозаветиот народ Божи, еврејскиот народ. Значи, секој член од еврејскиот народ, од Старозаветниот народ Божи, се надевал дека од неговото колено ќе биде Месијата, ќе се роди Месијата. Сега, со тоа што се нема дете, тие себе си се доживувале како проколнати. Значи, сега Бог ми се лути заради мојот греф и така натаму и не ми дава дете и така натаму. И сега, они го доживувале тоа како еден вид немање благослов. Така. Ние ја гледаме тагата на Авраам, кој, иако добил благослов и промисла од Господа и ветување дека преку него ќе дојде самиот Месија, Бог долго време го испитувал, да ја испитувал неговата вера, и дури потоа кога се утврдил во верата и предаденоста на Авраам, дури потоа кога Сара и Авраам ги надмирале оние природни можности да ја добијат деца, Бог природната возраст, да, Бог им го дарил Исак. Исто така и со Марија, со Јоаким и Ана. Значи, новиот живот, преку ова осознаваме дека новиот живот, новата личност што доаѓа во овој свет е огромна одговорност затоа што е дар Божи. Секој дете е дар Божи. Секој дете е дар Божи. Јас сум како духовен раководител секојдневно на еден начин инволвиран во тој проблем што денеска многумина од нашите сограѓани, православни христијани, млади брачни парови немаат деца. За жал, голем е тој број. И сега прашањето е зошто? Тоа би било една посебна тема, но многу интересен е тој момент, кога тие согледуваат дека нивниот биолошки живот, нивната љубов е празна без чедото од Бога благословено. И затоа кога ќе го добијат, а ќе го добијат секогаш, јас сум сведок за тоа, кога на вистински начин ќе бидат духовно и етички подготвени, тој дар што Бог ќе им го дарува, одговорно да го прифатат. Затоа што особено тие луѓе кои се отворени за верата, Бог ги подготвува да добијат благословени чеда. 1, 2, 3, 4, колку Бог ќе благослови, затоа што самите тие луѓе имаат поголема одговорност за дарот што Господ им го дарува. Затоа што со секоја новородена личност во овој свет, тоа е цел еден свет, цел еден универзум. Една личност е огромна можност. Еден човек, тоа е неискажлива мистерија, братушко. Еден човек. Јас знам, тоа многу често го говорам, кога се роди моето прво дете, Теодора,
не случајно и така го доби своето име Теодора, значи Божи дар. да. Че јас кога ги видов низините очиња, значи тоа малечко така како ја земеш од болница, но во низините очиња го видов тој сјајот на неискажливиот благослов на тоа дека јас сум добил нова личност од Бога подарена. Така. Значи родителите се оние кои го даваат биолошкиот аспект на постоењето, но духовниот, личноста, тоа е од Бога дарувана работа, како да кажам, од Бога дарувана мистерија. И неискажлива е таа љубов кон новата личност. Значи само родителите тоа го чувствуваат и сега и Владко тоа го спомна убаво. Нема зборови, не може да се искаже со зборови таа мистерија кога ќе го прегрнеш од Бога подарениот дар. Но и кога ќе ја прифатиш одговорноста за тој дар. Нема зборови. И тогаш во еден сериозен аспект човекот кој ќе го разбере ова ја сватил смислата на своето постоење и во овој свет и во вечноста. А смислата на постоење е љубов, да се дарува љубовта преку жртвеност и дарувајќи љубовта преку жртвеност и прифаќајќи одговорноста да растеме како личности. Затоа што секој одговорен родител кој има љубов во себе, кој има љубов кон своите деца, тој расте како личност, тој зрее како личност и тој станува одговорен чинител во општеството. Значи, родители кои на овој начин ги доживуваат своите деца, тие не може да прифаќаат една идеологија која е смртоцентрична. И идеологија која е перверзна, идеологија која е против Бог, против животот. Кога самите тие ќе го прегрнат животот од Бога благодарат, но и ќе бидат одговорни за животот од Бога даруван. И тогаш се случува таа мистерија на животот која неискажливо секојдневно се развива. Ние гледаме како тие деца полека растат и ние гледаме како Бог, како што викат и старите наши, Бог на секој дете им дарува благослов. Со секој дете си има своја среќа. Односно, што би кажале ние христијаните, секој дете има од Бога благословена задача, промисла во овој свет. И замисли, братушко, ние, за жал, денеска современите македонци, особено говориме за Македонија, кога со абортусот го уништуваме тој дар, кога поради егоизмот не сакаме да имаме деца, ние го стопираме животот. Го стопираме животот да се шири, но го стопираме и животот во нас, затоа што во нас не победува жртвената љубов, не победува Божиот благослов, не се шири Божиот благослов, туку егоизмот. И егоизмот е темелот на смртоцентричноста, затоа што таа смртоцентрична идеологија, што особено ни доаѓа од некои западни центри, се темели на еден врвен егоизам. Јас и само јас, моите потреби, моите интереси, а каде е животот тука, а каде е љубовта, а каде е жртвеноста, а каде е одговорноста за народот, а каде е одговорноста за животот, братушко? Така. А егоистите тоа се губи. Така, зборувајќи за таа љубов помеѓу родителот и детето, ме потсети на овој афоризам од Маркес кој вели: ние не ги сакаме нашите деца само затоа што се наши деца, нели, и тоа е љубов, туку поради љубовта која се создава додека ги растеме. Затоа растеме на состојните деца. Што ви кажал ти, Владко? Каква мистерија е тоа? Знаете што, мене ми се случи една интересна работа, а тоа е баш она што кажа и отец Ивица пред малце. Значи, додека чекаш дете, нели, или додека уште немаш дете, додека си помлад, луѓето викаат: не знаеш што е љубов, чекај кога ќе видиш, и сега ти климаш со главата. Так. Викаш, да, стварно, тоа е сигурно многу убава работа, так. Но апсолутно не можеш да го почувствуваш тоа до моментот дека не си самиот родител. Значи, кога ќе се земеш детето, кога ќе пуштиш некоја слоза и ќе речеш: чекај, ова јас сум го создал, ова Господ ми го подарил, ова е дел од мене, заедно со сопругата, и кога ќе видиш колку тоа дете е безпомошно, колку тоа дете не може ништо да направи, колку тоа дете треба да се потпира врз тебе. Значи, ти треба буквално му даеш храна секој ден по неколку пати. Првенствено, нели, мајката, но нормално тука и таткото да се грижи за тоа дете. Да го облачаш, да го извањаш, да го ставиш на спиење, да го кренеш, да го учиш чекор по чекор. И кога јас прв пат го земав моето прво дете, керката Марта,
мислев, ова е таа апсолутна љубов и дека јас повеќе од тоа не може да сакам. Значи, тоа е тоа. Сега, смислиш и да, и на вистина, во тој момент не можеш повеќе од тоа да сакаш, но последна недела, уште повеќе ќе ти влезе под кожа и викаш се, повеќе си го сакам детето од пред една недела. Поминува месец дена и викаш после тоа не може повеќе. Месец дена ти уште повеќе го сакаш тоа дете и викаш ова е највеќе, не може повеќе од ова. После уште месец дена уште повеќе. Значи тоа е една таква љубов, една таква посветеност, една таква релација, но истовремено и таков благослов, таква благодарност треба да дадеш што едноставно тоа ти е доверено, што е навистина прекрасна работа и јас тоа навистина на сите би им го посакал. Значи, би им посакал таа љубов, таа семејна атмосфера, таа убавина да бидеш одговорен за некој толку безпомошен, да го одгледаш, да го воспиташ, да бидеш тука за тоа детенце. Да, навистина има и парови кои што од разни причини, значи нели медицински, возраст и така натаму, не може да има своји деца, но има можности за нив да се реализираат како родители, затоа што има голем број на дечиња кои што се нели по домовите за деца без родители, на кои што им е потребен топол дом. Значи, и родителска грижа. Потребна има родителска грижа, така што посакувам ние да бидеме општество, држава, народ, во кој што вистински ќе бидеме приврзани кон семејните вредности, каде што ќе се грижиме за нашите деца и каде што нема да ги запоставиме овие крупни и најголеми прашања во нашите животи. Затоа што уште еднаш ќе речам, во животот има многу важни работи, се е важно. Важно е секојдневнието, работата, состаноците, телефоните, комуникацијата, да се одговори на имейл, да се одговори на СМС, да се стигне секаде, да се одговори, да се појде и така натаму. Значи, и во животот има голем број на важни работи. Така. Но само неколку може да бидат вистински приоритети. Не може 50 работи да бидат приоритет. Значи, да, 50 работи може да бидат важни, но вистински приоритет само неколку работи може да бидат. А семејството, бракот и децата се сигурно меѓу највисоките, ако не и највисокиот приоритет. Затоа што од сите улоги кои што ги имаме во животот, ова е најважната. Значи, нашите деца не можат да имат друг родител. Значи, од сите улоги во нашиот живот, таа е најважната. Така, секако дека е најважната, меѓутоа ти како политичар имаш улога да потенцираш некои, како ти што рече, важни теми, што се најважни, суштински за општеството, тоа е нели бракот, семејството, семејните вредности и така на децата како дар Божи. Меѓутоа, интересно е дека во голем број земји, тоа е главниот проблем е намалувањето на наталитетот и намалувањето на бројот на децата, иако општо човештвото нели многу брзо расте. До пред 50 на години беа 3 милиарди, сега се 7 милиарди. Да. Како политичар ме интересира зашто е во светот овој проблем кој е толку прекрасно да се биде родител, а посебно во западните земји каде што условите за одгледување деца можеби се најдобри, тука е проблемот најизразен. Па има цела низа на земји кои што се доста побогати од Македонија, а кои што имаат доста помалце роден или односно нели наталитет, фертилитет и така натаму. Значи, на пример, помал фертилитет и наталитет од Македонија во Европа имаат Германија која е економски најсилна, Австрија, Италија има помал наталитет од Македонија, Словенија, Унгарија, иако нели Унгарија вонредно многу се разви. Балтичките земји, Латвија, Литванија, Естонија, скандинавските се тука некаде има тие одредени афирмативни мерки, но исто така и скандинавските земји имаат можност со носење и доселување на население да компензираат она што го имаат и да имаат одреден напредок. Понатаму Македонија има подобар наталитет од Бугарија, од Романија, од Србија, од голем број на земји. Тоа се големи прашања за кои што ќе ни требаат неколку вакви емисии да ги објасниме. Или во Азија, например, најбогатите земји имаат најмал наталитет.
Јапонија, технолошки најразвиена, значи Mitsubishi, Kawasaki, Nissan, Panasonic и така натаму, има најмал наталитет во Азија. Хонг Конг, нели, како територија која што е дел од Кина, Јужна Кореја, нели, земјата на Samsung, на Kia, на Hyundai и така натаму. Значи, од она што многу експерти го имаат согледувано, анализирано врска со ова прашање, тие истакнуваат и заклучуваат дека клучни се вредностите, светогледот, приврзаноста, мислењето, изборот кој што го прават луѓето. Например, 100 најбогати луѓе на светот, или 100 најбогати луѓе во Европа, или 100 најбогати луѓе во Македонија, или 100 најбогати луѓе во Скопје. Немаат нешто повеќе деца од што некои други. Да, сигурно има полесно во животот, сигурно и материјалните фактори играат улога, но ако ја погледнеме историјата на македонскиот народ, ќе видиме, например, или на Македонија, ќе видиме дека во 1950 година, значи зборуваме 5 години после 25.000 загинати, после огромна војна која што сме имале Втората светска војна, ние со 1,2 милиони жители сме имале 50.000 родени годишно. Сега имаме 23.000 со 2 милиони жители. 1950 година условите биле подобри. Подобре, имало повеќе коли, дали имало повеќе телефони тогаш, дали имало повеќе фрижидери, не знам, куќи, парно грејење и така натаму и така натаму. И би сакал исто така да нагласам и еден друг важен аспект. А тоа е дека всушност македонското семејство ја создаде македонската држава. Така. Значи, и кога ја немавме македонската држава, имајќи го македонското семејство, имајќи семејство, имајќи верба, имајќи синови, керки, потомство, ние го негувавме сонот за македонска држава. Значи, ако ги погледнете македонските револуционери, сите тие доаѓаат од семејства, доаѓаат од мајки и татковци. Многу детни семејства. Најголемиот дел, еве, Гоце Делчев е еден од 8. Значи, Султана и Никола Делчеви во Кукуш, значи на крајот на 19 век, имале 8 дечиња, тоа сите четворица, 4 керки и 4 синови, од 4 сина сите биле дел од македонската револуционерна организација. Во само 2 години тројца од нив загинуваат. Не е само Гоце во Баница, туку и негови двајца браќа исто така. Питу Гули кога ја брани Крушевската република, кога нели се врти кон широкото македонско небо, на Мечкин камен, Питу Гули, да, ја брани Македонија. Питу Гули го брани Крушево. Но исто така Питу Гули ги брани и своите 4 дечиња. Браники го Крушево, тој го брани градот во кој што е неговата сопруга и неговите 4 дечиња. Една година после него, значи Питу Гули ги остава коските за Македонија, јас сум сигурен, тоа не може да го знаеме, но во последните моменти, додека размислува, да, тој сигурно размислува и за Македонија, и за револуцијата, и за организацијата. Но сигурен сум дека во последните моменти Питу Гули размислува и за оние негови дечиња, за неговата сопруга. И тој ја брани честа на своето семејство на Мечкин камен. Семејство кое што после тоа неговата сопруга последна година ќе почине од туберкулоза, неговите деца ќе завршат во 1904 во сиропиталиште. 3 сина и една керка, неговата една керка ќе почине како млада девојка, сите тројца синови понатаму ќе го продолжат револуционерното дело. Даме Груев е едно од 4 деца на едно сиромашно семејство во Смилево. Христо Узунов е еден од тројцата синови, значи кога Христо Узунов пишува писма на неговата мајка, биолошка неговата мајка и на неговата мајка Македонија, таа мајка е која што одгледала тројца синови и така натаму. Значи можеме да одиме во многу примери. Значи можеме да одиме во светите браќа Кирил и Методи. Тие се семејство со 7 деца. Значи така што и цела низа на историски ликови. Значи, но уште еднаш ако се вратиме на крајот на 19-тиот век, 20-тиот век и така натаму, значи сонот за македонска држава се создаде во македонското семејство. И кога ја немавме државата, го имавме семејството. Семејството беше последна линија на одбрана на нашата, на она кое што сме ние.
И обратно, значи, ако во денешно време ние го загубиме нашето семејство, ако не ги негуваме семејните вредности, ако не ги живееме семејните вредности, ако не сме приврзани кон децата, тогаш големо прашање што ќе се случи со македонската држава. Така, отец Ивица Владко наведе многу примери на таа жртвена љубов од нашата историја. Меѓутоа, денеска како да е љубовта оладена? Да, од кои причини е тоа? Има ли објективна? Да речем, според мене, објективна причина е што самиот систем на создавање на профит ги отуѓува луѓето и ги оладува. Тоа е објективната. Меѓутоа, субјективната причина е, веројатно, луѓето се оладува, во нивните срца се оладува. Јас не можам да кажам дека нема надворешна причина. Начинот на живење во 19-тиот, крај на 19-тиот век, почетокот на 20-тиот век бил сосем поразличен од денес. Особено тој внатрешен, духовен, вредностен момент кај нашиот народ. Сепак нашиот народ имал јасно дефинирани нешта кои се вредни, кои не се вредни. Денеска, за жал, ние гледаме дека се помалку и помалку представници од нашиот народ го отвараат прашањето за вредност во животот. Но тоа не се случува само кај нас. Се случува и во цел свет, особено во западниот свет. Многумина велат дека наталитетот е врзан со материјалното изобилство. Јас тоа не се случувам, Владко тоа убаво го објасни. Не е баш така. Значи, ние гледаме дека тие држави и општества кои се економски богати, индустријски развиени, па немаат наталитет. Значи, целата мотивација околу тоа да се има здраво семејство и од Бога дарувани, благословени деца и одговорност за нивното воспитување доаѓа од светогледот. Како ние го гледаме светот? Значи, ако го гледаме светот низ призмата на конформизмот, нашиот комфорт, нашето его, задоволствата, особено западниот свет така ги поставува нештата во тоа потрошувачко општество, цело време да не скокотка за да не ги исполнува задоволствата. И нема никош крај на исполнување на задоволствата. И ако ние тргнеме во тој правец, братушко, ние ќе потонеме во тотален егоизам и во конформизам и во испразнетост на нашиот живот и во патологија. Во патологија. Ние гледаме на Запад и како има крајно многу луѓе кои паѓаат во таа духовна, етичка патологија или во тотална алиенација, осаменост. Осаменост. Че јас имам луѓе, пријатели мои кои често патуваат на Запад, некои живеат на Запад, па доаѓаат во Македонија и ми говорат за таа крајна отуѓеност во западниот свет. Особено во тие големи метрополи, например, еден Берлин, Лондон, Париз. Значи, огромен процент од луѓето живеат сами. Многу интересно, страшно. Сами. Ние како Македонија, како македонци, се уште слава на Бога. Јас сум радостен за тоа што сепак тој дар за социјална поврзаност е активен кај нас. И се надевам, морам да признам дека влијанието од Запад, влијанието на егоизмот, на конформизмот и на лажните вредности и на проблематичниот светоглед и како се присутни кај нас, но има нешто длабоко во нашиот народ кое не се предава. Значи, тој е тој момент на таа социјална одговорност. Сепак, сите, во најголем процент, луѓето во нашава држава, во нашава Македонија, знаат дека семејството е нашето најголемо богатство, затоа што семејството нас, како македонци, ни го задржало нашиот идентитет, и национален, и духовен. Че ние не сме имали држава, ние не сме имали институции, ние не сме имали ни своја автокефална црква. Значи, да, ние сме биле православни христијани, но многу често сме биле под юрисдикција на други православни цркви. Но здравото семејство, здравиот однос помеѓу сопругот и сопругата, здравото сеќавање на минатото, свесноста за вистинските вредности, свесноста за и подготвеноста за жртвеност и подготвеноста да се жртвува за своите деца, тоа нас, братушко, ни даде можност да биде тоа нас не даде можност да биде темел за ова што го имаме денеска. Но не смееме, особено ние современите македонци, да го срушиме нашиот темел.
А нашиот темел е нашето семејство. Ништо друго освен семејството немаме ние. Во моментот кога ќе осрушиме нашето семејство, во моментот ако не дај Божи и кај нас, јас длабоко сум сигурен дека тоа никогаш нема да помине, но ако тие надворешните сили и идеологии од овој свет направат притисок да се редефинираат некои нешта во Македонија, ако ние тука попуштиме и капитулираме, нас ке не нема како македонци. Така, Владко тука сигурно е подготвен да одговори. Јас би сакал да се надоврзам, значи, она што ние треба да го направиме е да го најдеме балансот помеѓу она што се нарекува современ свет и современо живење во делот на технологијата, во делот на технолошките изуми, во делот на технолошкиот напредок, економија и така натаму, но да останеме приврзани на традиционалните вредности, на нашите баби и дедовци, приврзани на она што се нарекува наша духовност. Значи, во овој глобализиран свет, значи, работиве стануваат се по-глобализирани. Сепак треба да бидеме свесни и за две работи. Значи, има милиони и милиони, дури и десетици милиони луѓе во западните земји кои што се приврзани кон семејните вредности, исто како што има и милиони и милиони луѓе во источните земји, а кои што се веќе приврзани кон некои нови постмодерни идеологии кои што значат нешто сосема друго. Значи, во тој дел, мислам дека ние како народ и како држава треба да го најдеме балансот помеѓу она што се нарекува глобална економија, технолошки развој, технологија, инвестиции, така натаму, значи да бидеме дел апсолутно од тој свет. Тоа е реалноста. Но, да, тоа е реалноста, но терајќи го сето тоа, да си останеме приврзани во делот на семејните вредности кон она што е наш темел, кон она што е наша суштина. Значи, во тој дел уште еднаш ќе речам, духовноста, конзервативизмот, семејните вредности не се противречни на она што се нарекува модернизам. Напротив, комплементарни се, затоа што не треба одеднаш да речеме, прифаќајќи го модернизмот, не треба да отидеме во автодеструктивност. И уште едно, значи, има милиони и милиони луѓе во голем број земји на светот кои што се приврзани кон семејните вредности. Значи, независно дали се на исток, дали се на запад или во државите. Значи, во многу земји сега таа дебата станува внатрешна дебата. Значи, тоа се современите избори кои што треба да ги направат општеството, да ги направат луѓето. Значи, тоа е дискурсот на општеството или на цивилизацијата кој што треба да се направи. Нормално, да, живееме во време на плурализам, живееме во време на демократија, нема дилема околу тоа, но сепак некои општи норми, некои општи вредности се дел од она кое што ние го живееме. Така, како политичар морам да те прашам дека еве ние сите чувствуваме дека на нас, на нашата држава се врша некаков притисок да прифатиме нешто што нам не е туѓо. Дали ние ќе имаме сила да се спротивставиме на тие притисоци, како со политички средства, односно народот да се обедини врз тие вредности што се негови, за да се одбрани од тие вредности што не се негови? Па самите ги бираме секојдневно нашите избори. Значи, ние ги правиме нашите избори и ние одлучуваме како ќе ги живееме нашите животи. Значи, ние одлучуваме така што да, изборите ќе бидат големи, знаете, животот е како еден голем супермаркет во кој што секој ден треба да се изберат по неколку избори, но уште еднаш ќе речам, битна е она главна генерална насока. Главната генерална насока во овој дел и во овој сегмент, значи, треба да биде да се избере животот, да се избере семејството, да се избере она што ни е дадено како послание пред многу векови. И ние одлучуваме што ќе следиме. Дали ќе следиме нешто што е вистина или ќе следиме нешто што може да не одведе на некое друго место. Значи, тоа е состојбата во која што се наоѓаме, тоа се предизвиците со кои што се соочуваме и јас им посакувам, значи, на луѓето, на оние кои што не гледаат,
да со духовната сила која што ќе имаме разборитост и разум, ќе направиме добар избор и за себе, но и за нашата околина. Така, тука имаме еден афоризам од Максим Горки, вели, децата, тие се нашите утрешни судии. Отец Ивица, ти зборуваше малку за еднината што не очекува, меѓутоа, како гледаш, рече дека си оптимист, дека ќе обстоиме и ќе обстанеме на нашите вредности, христијански Затоа што ја секојдневно сум со луѓето, секојдневно сум со овој народ. Како ќе ни судат нашите деца? Да, според, не можам да кажам дека нештата се розеви, далеко од тоа, но сепак не е до таму отидено дека се е загубено. Так. Особено мене ме радува тој момент што младите луѓе веќе сериозно започнуваат да ги бараат вистинските вредности, односно вистинските модели како самите тие да си го организират и да си го вреднуваат своето лично, обштествено, па и семено, брачно живење. Так. Сега, кога говориме околу тие конзервативни вредности, многумина треба да знаат дека кога ние говориме за конзервативни вредности, тоа не значи дека ние сакаме да конзервираме нешто, да сочуваме нешто без да го менуваме. Так. Значи, Владко предмалку говореше, светот е тако како што е, животот е тако како што е и тој непрекинато се менува. Так. Но тој се менува на надворешен план, на план на технологија, на организација и така натаму. Но има некои нешта кои не се менуваат. H2O е H2O, братушко. Ако сакаме вода, тоа е вода. И сега, јас се нарекувам себе си конзервативен, значи јас велам, не може да ја промениме формулата на H2O. Ако ја промениме формулата на H2O, тогаш веќе тоа не е вода. Тогаш е веќе нешто друго. Ако ја промениме формулата од Бога, благословена за тоа што е брак, каков треба да биде брачниот однос меѓу брачниците, верност, љубов, одговорност, ако ние го промениме начинот како треба да ги воспитуваме своите деца, а не онака како што Бог ни благослови туку по не знам по кои проблематични модели, тогаш навистина следните поколенија ќе ни судат, братушко. И затоа ние кои сме конзервативни, ние велиме ние не сме за промени. Односно, ние не сме против промени, но ние го отвараме суштински прашањето и сакаме да полемизираме, сакаме да дебатираме. Околу тоа, ако ние велиме дека ова е вредност, да видиме другата страна што ни понудува како вредност. Так. И да разговараме за вредностите и да ги видиме последиците од едното или од другото. Так. Тоа е тоа. Значи, јас сум отворен за тоа, познавајќи го Владко, и тој е отворен, Так. да не се разбереме дека ние како конзервативни, особено јас како конзервативен христијанин и тој ортодоксен православен, така да не замисли некој онака средновековно настроени. Напротив, значи, еден конзервативен христијанин православен и текако е свесен за нештата што се менуваат секојдневно во животот. Но ние цело време повикуваме за тоа што може да се менува, а што не сме да се менува. Тоа е исто како генетски модифицираната храна. Так. Бог си ја структурирал природата на нештата или природата на пшеницата таква како што е. Ако ние ја промениме, тогаш настанува проблем. И сега, ако целиот свет го отвара тоа прашање, ако веќе одиме во продавница и купуваме храна, тогаш таму треба да биде обележена генетски модифицираната храна, затоа што тој што произведува генетски модифицирана храна треба да те предупреди дека ако ја јадеш може да имаш последици во однос на твоето здравје. Зошто оние кои нас ни наметнуваат да го промениме бракот? Така. Зошто тие тоа ни го прават без да ни кажат кои се последиците од тоа нешто? Сега затоа ние конзервативните христијани, патриоти, македонци, велиме, чекайте малце, ние знаеме која вистина е вредна, која традиција е вистинска и дала вистински плод, и ние стоиме позади вредностите на таа традиција, на тие традиционални вредности, и секогаш сме подготвени да спориме со вас, да дебатираме за тоа што вие нудите. И затоа тоа е демократскиот простор. Значи, ние, како и ова емисија, всушност, ние дебатираме и ги повикуваме сите оние кои не размислуваат како што размислуваме ние, да дебатираме и да го најдеме вистинскиот модел, вредност, начин како треба да го организираме нашето општество. Но ние излегуваме со овие вредности, на пазарот на идеите. Ова се нашите вредности. Овие вредности се од Бога благословени и постоеле илјадници години. Так. Да ги видиме нивните вредности и да ги видиме последиците од нивните вредности и последиците од нашите вредности. Тоа е всушност и она суштинско што во овие празнични денови може да го споделиме со оние сите кои го слават и се радуваат на Христовото раѓање.
за раѓањето на нашиот Спасител. Тој дојде во овој свет да ни осведочи, открие вистинската вредност на постоењето, а тоа е животот. А ние цело време говориме за живот. Кога веќе ова го спомна отец Ивица, би сакал ова да го кажам, баш затоа што е Божик. И внимавајте, значи, за Јосиф и за Марија, тие биле и за Исус Христос, било достојно да се роди во плевна, така, а ние велиме денес, ние немаме услови. Ова е лошо, тоа е лошо и така натаму. Значи, внимавајте, за Исус било во ред да биде во плевна, значи и за Јосиф и за Марија, штала, да. Значи, а ние велиме сега денес одеднаш тешко никако не може и така. Значи, да се охрабри малце, да си дадеме малце оптимизам, да си дадеме малце потик. Значи, нашите баби и деди имале многу потешки услови, но ете, останале приврзани за нешто. Создале живот, твореле, работеле. И за ова 2016 година ја им посакувам на луѓето да бидат приврзани до семејството, да се сакаат, да бидат верни на брачните завети, да таму каде што има дилема дали да стапат во брак или не, да се стапат. Им посакувам на постарите да си имаат внучиња, ако веќе имаат, да си имаат уште повеќе. Си посакувам себе си, ако даде Господ уште едно дете, значи со сопругата, четврто, ако не може, тоа е тоа, но ако благослови Господ, да, значи тоа се убави работи, тоа е нешто за што вреди да се живее. Така, го чувме Владко, веќе он завршницата своја ја кажа. Тоа е тоа, таму може да кажем едно амин. А амин е еврејски збор, што значи така нека биде. Јас тоа го посакувам на мојот народ. Особено кога ќе се собереме сите во овие ладни јануарски денови заедно во некој дом, сите ние да ја почувствуваме таа топлина која извира од радоста на семејството. Нема ништо порадосно од тоа. Амин. Ви благодарам, отец Ивица, ти благодарам, брате Владко. Денеска зборувавме на тема децата како дар и одговорност. Се надевам дека бевме интересни за нашите гледатели, дека откривме некои нешта што можат да ги согледат во состојните животи, меѓутоа и да им дадеме една добра насока на пазарот на идеи, ние да понудиме навистина нешто вредно и добро. И се надевам дека и понатаму со нашата емисија во ова 2016 ќе продолжиме така да бидеме и ние одговорни кон нашите гледатели и понатаму ќе нудиме и други теми, односно други корисни и полезни идеи. Да ги сведочиме вистинските вредности и оваа година. Амин.